Најмалку 80 луѓе загинаа, десетина други се ранети кога едно лице со камион влета со голема брзина во луѓе кои го славеат денот на Бастилја во Ница, на француската ривиера. Француските власти соопштија дека возачот на камионот бил застрелан и убиен откако над километар возел низ масата луѓе кои претходно го следеле огнометот по повод националниот празник 14 јули на познатата променад де Англес во Ница. Градоначалникот на Ница, Кристијан Естроси, изјави дека возачот отворил и оган врз луѓето, како и тоа дека во нерегистрираниот 25-тонски камион биле најдени оружје и муниција. Ова е најстрашната трагедија во историјата на нашиот град, рече тој. Неколку часови по нападот десетици тела лежаа на улицата. Француското обвинителство покрена истрага за тероризам. Новинските агенции јавуваат дека немало друг напад откако се слушнале гласини дека во дел од Ница имало и заложничка драма. Францускиот председател Франсоа Оланд изјави дека јасно ти станува збор за терористички напад, трет во Франција во изминативе 18 месеци. Франција е потресена од она што се случи, од оваа монструозност, рече Оланд во телевизиското обраќање до нацијата. J'ai décidé que l'état d'urgence qui devait prendre fin le 26 juillet serait prolongé de 3 mois. Оланд потенцира дека ништо нема да поколеба Франција во борбата против тероризмот и најави дека ќе ги зајакне француските операции во Сирија и Ирак. Ќе продолжиме да удираме токму врз оние што не напаѓаат на нашата сопствена почва во нивните скривалишта. Пред 8 месеци групата Исламска држава уби 130 луѓе во Париз во најкрвавиот од неколкуте терористички напади во Франција и Белгија во изминативе 2 години. Но за време на едномесечното европско фудбалско првенство во Франција и покрај страхувањата немаше поголеми инциденти освен оние со фудбалските навивачи. Напади со камиони во изминативе години најчесто ги изведуваа изолирани членови на милитантни групи. Тоа особено изразено во Израел, иако не со толку катастрофални последици. Франција мобилизираше дополнителни безбедносни сили за време на прославата на Денот на Бастилја. Приближно над 11.500 полицајци и војници беа ангажирани за традиционалната воена парада во Париз. Ниту местото, ниту датумот не се случени, вели францускиот екс-разузнавач Клод Моник. Американскиот председател Барак Обама го осуди нападот во Ница и изрази солидарност со Франција. Во името на американскиот народ најостро го осудувам она што изгледа како ужасен терористички напад во Ница, се наведува во соопштението на Белата куќа. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск го осуди нападот. Трагичен е парадоксот што цел на нападот во Ница беа луѓе кои ги славеа слободата, еднаквоста и братството, напиша Туск на Твитер. Советот за безбедност на Обединетите нации во острата осуда наведува дека тоа е варварски и кукавички терористички напад.